И добре дојдовте на промоцијата на Плутон на таванот, најновата книга на Дејан Крстески. Добро вечер и од добро заводнички глас. Добро вечер. Дејан Крстески повеќе од една деценија создава во просторот помеѓу поезијата и прозата. Денес ја промовираме неговата 7 книга. Не бев таму каде што зборував, а зборував за она што не стасав да видам. Сите облаци со јажиња се врзани за домот наш. Ја знаат точната бројка трошки останати од вечерата. Плутон на таванот го прочитаа и своји осврти напишаа професорот доктор Веселин Калабровска и писателот Димитар Арнаудов. Делови од нивните рецензии ќе прочитаат Анастасија Божиновска и Мила Постоловска. Тоа останува на читателот да открие низ бројните метафори и визуализации. Плутон на таванот представува значаен придонес во современата македонска поезија. Збирката успела да ја артикулира траумата без да ја естетизира, да ја представи убаната екзистенција без банализација, ја трансформира личната психа во колективно препознати простор. Значи имам посебна чест и задоволство што сум денес тука со вас. Да ја споделиме оваа радост на авторот. Значи јас со целав мој интегритет на професор по македонски јазик можам тоа со задоволство да го кажам, дека навистина ми е гордост што беше мој студент и кога студираше се издвојуваше од другите колеги со својата специфична интелектуалност, со својата специфична чувствителност, што е вака денес широко град да ја споделува со сите нас. Ви благодарам од срце да му се чуете. Плутон на таванот. На таванот чуваш работи што не смееш да ги фрлиш, а не знаеш зошто. Стари писма, скршен вентилатор, искината јакна, што уште мириса на зима. Нели, научниците му тоа сертификатот и повеќе не е планета, го избркаат семејството на планетите. И покрај сето тоа, тој се е уште тука и орбитира, постои. Од друга страна, пак таванот е простор каде што ги качуваме оние работи кои што мислиме дека повеќе не ни се потребни, кои што нема да ги користиме, но некој начин ни е жал да ги фрлиме или не можеме да ги фрлиме, поврзани сме на некој начин со нив. Стари кутии, спомени, детство, стравови, трауми, некои наши аспекти, уверувања. И така таванот во одреден момент станува складиште на нештата кои ги качуваме таму. Ама тие не умираат, зафаќаат простор и се уште се движат околу нас. На некој начин и оваа книга всушност зборува за сите овие работи кои човекот се обидува да ги исфрли
да ги негира, да ги премолчи или едноставно да ги се обидува да ги заборави. Јас знам дека секој од нас тука присутен има барем по еден свој Плутон на таванот. Нема да дознам кој сум. Ниту зошто паднал изборот на нив двајца. Несвесни дека Гугл ќе се роди дури 5 години подоцна. Легнав и сонував дека сум телевизор. Само тогаш сите во мене гледаат. Работите кои што се случуваат на човекот го менуваат, понекогаш тоа менување оди постепено и споро, неприметно за самиот човек, понекогаш многу брзо. Ние сите овде дури утре ќе видиме нови луѓе. Утре. Да. За разлика од работите, тишината исто така менува, само на подолги стази, процесот трае малку подолго. Истото важи за премолчените работите кои што не ги изговараме, оние зборови кои што никогаш нема да ги кажем и оние зборови кои што никогаш нема да ни ги кажат. Ама во пеколот се оди за некажаните зборови. Од премолчувањата најчесто се раѓаат голем број на прашања, а голем дел од тие прашања се многу живови, па успеваат да преживеат се што и не следат упорно. Некои луѓе цел живот се обидуваат да надоместат таа една реченица која што можеби никогаш не успеале да ја слушнат, како што е те сакам, горд сум на тебе. Не беше твоја вина. Можеби затоа во Плутон толку многу царува тишината, недореченоста и чувството дека нешто важно останува некажано. Од другата страна на улицата ребра што танцуваат под кожата. Очи влажни, како потопени кесички чај. Крастава мачка ме следи низ ноќите. Чекор, по чекор ми ја мери слабоста. Престане да вега од тоа што го боли, престанува бегството, а не болката. А колку и да сме брзи, болката секогаш на крај ќе не стаса, неуморна и иде. Не затоа што има потреба да не казни, току затоа што има потреба да биде видена. Прифаќањето на болката дефинитивно е поврзано со нашиот однос со самите себе. Битно е да бидеме искрени со самите себе, затоа што на крајот од денот тие луѓе кои што се искрени со самите себе се секогаш и посрекни. Зрелоста не подразбира живот без болка. Зрелоста е кога ќе ја свариме кафе на болката и ќе ја седнеме на маса до нас. Независно од кој период таа болка потекнува. Зошто го кажувам ово? Затоа што постојат болки кои што си ги носиме со себе подолг временски период, постојат луѓе кои што имаат болки од детството, од различни животни периоди. Битно е да знаеме дека времето, како што ние го прецепираме, не постои. Се случува сега. Сега сме и детето, што никогаш сме биле. Сега сме и овој човек. Сега сме и тој човек кој што ќе бидеме после 5-10 години. Кога ќе го знаеме ова, можеме да разбереме дека со детето во себе можеме да искомуницираме и сега, во овој момент. Тоа е многу битно. Само така некои болки може да отпатува. А телата
ни се само сцена на неочекувани враќања. Преживеавме пострашни премолчувања. Што знае Август, а ние не. Кога ја пишуваше оваа песна, што се обидуваше да не кажеш директно? Како автор, многу често се плашам дека можам да промашам суштината, дека другите нема да ме разберат што сум сакал да кажам, а многу често не се обраќам директно, а во исто време пишувам за работи кои што не можам да ја кажам на глас, што на моменти звучи малце контрадикторно. Како и да е. Мислам дека секоја добра книга се раѓа од она што некој автор не можел да го каже директно. И од тие пукнатини читателот го создава, го наажа своето искуство. Јас ја имам вечерва необалата гледка на цел свет, значи вие сте пред мене. И многу ми е драго, така што ова прилика само ќе искористам да ги поздравам луѓето кои што зеде учество и си направи список, може малку ќе се снајдам вајда. Луѓето кои што зедоа учество во оваа збирка и таа го има тој изглед, како што го има сега во моментот. Така што првенствено би сакал да се заблагодарам на професорката Веселинка Лавровска и Димитар Арнаудов за своите слова, со кои што дадува една посебна тежина во книгата. Благодарност до лекторот Тања Јовевска, која што не можеше да биде тука со нас вечер, и вредникот Александра Манасиевска Митрева. Исто така, често се вели дека читателот прво ја гледа, па дури после тоа ја чита книгата. Лицето на мојата книга го е насликано од мајка ми, тоа беше моја желба. И на сите вас ви благодарам многу за оваа книга, со тоа таа не е само моја, туку и ваша. Секако благодарност до Стефани за прекрасниот разговор, и ова не беше само разговор, ова беше многу повеќе од тоа, беше како водич низ Плутон на таванот и низ мрвно ти благодарам за тоа, Стефани. Моите песни оживува дори откако билјаш. Вечерва повторно мо свести што имам напишан. Иначе со Билјан имаме еден пакт направено, дека таа ќе чита се што јас ќе напишам. И сега за сега си стоиме и двајцата на збор, јас пишувам, а Билјана ми чита, и дури откако Билјана ќе ги прочита нештата, јас оствари свачам што имам напишано. И ова го имам кажано и претходно, се извинувам што се повторувам, но навистина е така и ти благодарам што со таква емоција ги носиш моите песни. Благодарност до Центарот за култура, до директорот и секако до Вале за гостопримството. И секако огромна благодарност до сите вас што дојдовте вечерва тука за едно вакво патување. Потребно е друштво, треба да се сподели така. Така што ви благодарам уште еднаш. На почетокот реков дека ќе имаме едно прашање, така? За кого повеќе зборува вечера? За себе или за сите нас? За сите. Ви благодарам многу. Just
sabia, sarique, caxinguele, maracajá, voo de mate, tapere, saci, perere, boitatá. Quando os bichos e seres saírem de dentro da mata fechada, se ouviram gritos da noite, estalo de açoite pela madrugada. De sabia, sarique, caxinguele, maracajá, voo de mate, tapere, saci, perere, boitatá, boitatá, boitatá. De celulê, de celulê, de celulê. Quando os bichos e seres saírem de dentro da mata fechada, se ouviram gritos da noite, estalo de açoite pela madrugada. Arrepiou, vai-te embora, sumiu a caipora.